Почитуван председател на владата Ковачевски, почитуван директор на јавното предпријатие за државни патишта Рустеми, почитувани пратеници од Македонското собрание, почитуван градоначалник, представници на надзорот и изведувачот, почитувани медиуми. Инвестициите во патната мрежа значат инвестиции во отворање на нови фабрики, нови работни места и додадена вредност во извозот. Нови модерни патишта значат подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Нашата визија за европска перспектива ја остваруваме, позиционирајќи ја земјава на мапата на главните европски коридори. Така добивме значајно место на картата на главни меѓународни рути во европскиот транспорт на патници и стока. Токму овој проект го има значењето на оваа наша визија, да обезбедиме квалитетна патна врска на коридорот 10, како дел од нашиот план за воспоставување на брз, безбеден и модерен сообраќај долж овој коридор. Јавното предпријатие за државни патишта со некаде 9 милиони евра инвестиции, средства од сопствениот буџет започнува рехабилитација на еден од најоштетените делови на автопатот на коридорот 10, околу 15 километри од автопатот помеѓу Демиркапија и Неготино. Рехабилитацијата беше неопходна пред се од сообраќаен и безбедносен аспект. Очекуваме во следниот период силен прогрес на работите и завршување на градежните активности во предвидениот рок. Инвестирањето во подобра патна мрежа е влог за силна економска држава за сегашните и за идните генерации. Силниот инвестициски циклус од преку 1 милиарда евра во модернизирање на целокупната патна инфраструктура во државата несомнено дава силен сигнал за домашните и за странските инвеститори. На овој коридор 10 веќе го рехабилитираме и прошируваме и оштетениот дел од Катланово до Петровец, а се започнати подготовките за проширување на граничниот премин Табановци. Во следната фаза, овој јужен дел од автопатот ќе го издигнеме на уште повисоко и модерно ниво, зашто веќе следниот месец ќе распишеме и повик за инсталација на интелигентен транспортен систем, преку кој ќе имаме предвидливи ситуации на самиот автопат, со што ќе ја подигнеме и безбедноста на уште повисоко ниво. Ваков ITS систем за прв пат ќе биде поставен во Република Северна Македонија. Доаѓајќи кон овде, сигурно ги забележавте и работите на експресниот пат кон Прилеп. И таму имаме одлична динамика, прогресот на работите се зголемува, а веќе следната година очекуваме да возиме по безбеден нов експресен пат кој ќе не поврзе од овде до Пелагонискиот регион. Веќе стартуваа работите за изградба на нов модерен автопат од Прилеп до Битола, со што оваа врска до граничниот премин со Грција ќе ја заокружиме со рехабилитација на патниот правец од Битола до Меджитлија. Овие инвестициски зафати ќе ја докомплетираат сликата за брзи, безбедни и модерни патишта и коридори на овој коридор 10, на коридорот 10D и на коридорот 8. Истовремено сакам да потенцирам дека преку коридорот 8 по целата траса од исток до запад ќе имаме нови модерни автопатски делници и експресни патишта, со што граѓаните ќе патуваат по безбедни патни врски. Инвестираме во модерни патишта, што е крупен економски влог за развој на државата, за интеграција во регионот и создавање на нови работни места. Земјата веќе не е изолирана, отвораме нови перспективи за домашните компании, за граѓаните и создаваме услови за отворање на нови пазари и на исток и запад. Оваа влада, овој тим на владата предводен од председателот Ковачевски е посветен на развој и модернизација на патиштата и силно уверуваме дека граѓаните и патниците ќе се возат по модерни и безбедни патишта по теркот на европските патни правци. Ви благодарам.